Судии бараат од Уставниот суд да се укине намалувањето на коефициентите за пресметка на плата. Поднесени се две иницијативи во кои пишува дека им е повредено уставното право на соодветна заработувачка кое го поседувале 17 години. Од Уставниот суд за Сител вела дека двете иницијативи се споени во еден предмет и по него ќе се дискутира на крајот на декември. Слична иницијатива беше поднесена и лани во мај, но тогаш судот не поведе постапка за оценување на уставноста. Ова доаѓа откако уставен пред 2 години ја одмрзна основицата за пресметка на плата на сите над 1000 функционери и нивните плати пораснаа за 78%. За да не растат премногу, на 2 пати и власта на СДСМ и на ВМРО-ДПМН ги спушташе коефициентите со кои се множи основицата. Ако падне таа одлука, значи дека процентуално пак ќе се зголемат платите на судиите, на другите функционери, што е поразително, искрено да ви кажам. Во меѓувреме, судиите и останатите вработени во судовите се уште немаат земено плата за ноември. Дејановски вели дека судските административци, освен платата, ги чекаат и додатоците кои им доцнат веќе 8 месеци. Не е исплатен ниту регресот за годишен одмор, иако за 4 дена ќе се затвори трезорската сметка. Моментално никој нема плата додека не се пуштат платите за сите вработени во судовите. Ниту судиите? Никој нема плата. Додека не се донесе одлука на судскиот буџетски совет, а денеска треба да се донесе одлука, им препорачувам да донесат одлука со додатоци на плата за вработените во судовите. Доколку таква одлука не се донесат, веќе во 4 суда по државни состаноци луѓето бараат прекин на работа, дали ќе биде штрајк, дали ќе бидат протести, тоа треба да се организира. Кажавме од наша страна кажана, се извинувам, дека нема да чекаме сите судови, ако некој суд сака да штрајкува, ќе штрајкува. Од судско-буџетскиот совет за Сител вела дека платата не била исплатена бидејќи чекале согласност од Министерството за финансии за додатоците. Денеска добиле зелено светло од финансии и веќе се почнати пресметки. Утре на седница ќе донесат одлука за исплата. Мартин Арсов, Сител телевизија.